господин Джафери. Разгледуваме прв извештај, да речеме, од Државна комисија за спречување на корупција врз основа на новиот закон, каде што се обврзани да достават извештаи за изборните и за изборите кои се случиле, конкретно за изборите кои имавме во пролет. Јас пред да почнам да зборувам директно за извештајот, јас би сакал малку да кажам и нешто врска со Државната комисија за спречување на корупцијата и воопшто на оваа тема. Би сакал да потенцирам дека во јавноста во Република Македонија, од кога се донесе новиот закон за оформување на оваа комисија и кога се спроведе постапката за избор на членови на оваа комисија, оправдано се створија големи очекувања дека оваа комисија може многу да направи на оваа поле. Нормално е да се има такви очекувања, нова комисија, нов закон, нов состав на комисијата. И затоа јас би сакал да кажам некои работи кои што сметам дека од мој личен поглед на гледање на работите дека се корисни за работата на комисијата да размислат и некои работи ако можат и да поправат. Пред се, мислам дека оваа комисија треба да се концентрира на нејзината превентивна улога. Значи не може оваа комисија да биде истражител, не може оваа комисија да биде суд. Има некои ингеренции во овај дел, меѓутоа ги нема тие капацитети на тие институции. За да тоа го направи, за да таа превентивна улога му даде поголем акцент, сметам дека комисијата треба интерно, можда не јавно и не врз основа на некој правилник, да си направи приоритет на предметите. Јас би замолил председателката на комисијата да ме слуша малку по-конкретно. Благодарам. Значи, да си направи некој приоритет на предметите. За тоа да го направи, треба пред се да биде многу начисто кои се нејзините надлежности. Според мене, губење време, ајде, ќе се изразам на тој начин, со отварање на предмети кои што се однесуваат на претходно пресудени судски случаи, мене ми се чини дека ништо не добиваме. Имало судски случаи, се направило пресуда, што со тоа сега? Или пак, со отварање на предмети каде што е тотална ненадлежност комисијата. Конкретно ќе спомнам со дивите платформи во Матка. Таму има градивна инспекција, таму има локална управа, општина, таму има инспекторат, Министерство за транспорт и врски. Што му треба сега на комисијата да му дава, условно речено, важност и која корупција ќе ја спречи комисијата во дивите платформи на Матка. Со еден збор, да не се занимава со популистички проекти, популистички случаи. Да обрни внимание на спороста на реакцијата од нејзина страна. Јас предпоставам дека таа спорост се однесува и на тоа што дел од институциите навреме не им доставуваат извештаи или документи. Ако сметате дека тука има проблем и пречка, дајте да се концентрираме на тој дел, да нека ги забрзаме работите. Многу важно, комисијата да покаже политичка непристрасност. Дури, би сакал можда и да кажам, бидејќи по дефиниција, по природа, најголема корупција може да има во тие што имат моќ, значи кај власта, дури треба многу да пази со изборот на предметите, бидејќи со изборот на предметите и давање на јавноста на тие предметите, најмногу ќе покажи дали е политичка непристрасна или сепак наклонува под некое влијание од некого. Конкретно и конкретни предлози да се концентрира на електронскиот регистар да биде конечно ставен во употреба, поврзувањето на институциите да бидат
конечно ставени во употреба. Знам дека се во некоја фаза на изработка на овие проекти. Јасно да ги дефинираат процедурите за пријавување и одјавување на имотот на функционерите, да не се носат луѓето во заблуда и да се вадат на тоа дека не знаеле што треба да пријават. И многу важно, обрнат внимание на законите и одлуките кои се потенцијално, ќе речам под наводници, коруптивни. Бидејќи тоа е и надлежност на оваа комисија. Конкретен пример ќе дам. Пример, имавме ние носење закон за субвенции на печатени медиуми минатата година. Ние како пратеници не знаевме на кој начин ќе се делат субвенциите за печатени медиуми. Тие се делат врз одлука на влада, како нив ќе му текне. Мислите дека тука нема простор за корупција? Или пак моментално законот за спорт. Агенцијата за спорт и млади ги дели ваучерите на спортските федерации како тие што си сакаат, условно речено, пак ќе оклам под наводници. Законот кој што го донесовме за субвенционирање на општините лани. Донесовме закон да преговараат општините со тие на кои што им порчат пари, место да се дефинираат јасни критериуми. Сметам дека тука антикорупцијска треба да обрне поголемо внимание на вакви работи, кај што има простор за евентуална корупција, нејзината превентивна улога да си ја одработи. Исто работа кој што сметам дека треба да се обрне внимание, намалување, континуирано намалување на критериумите за избор на некои раководни тела или за вработување во некоја институција. И после ќе викаме непотизам има. Ако ние ги намалуваме критериумите, нормално дека после може да има простор за се. Ако критериумите за избор на некое раководно место, на управен одбор, на вработување, успееме, идеално никој пат не може да се направи, успееме да бидат максимално можно објективни, да не зависат од комисијата и од човекот кој што врши избор, туку да има претходно некои си чекори кои што ќе елиминираат некого по разни основи, можноста за корупција тогаш би се намалила. Бидејќи корупција, да сме реални, нема само во политиката, корупција има и во други области на нашето живење. Конкретно извештај. Има нотирано во време на изборниот период неколку приговори кои што се даени. Самата корупција, овај комисија кажува дека, пример, постои суптилен начин на корупција, конкретен пример ќе земам, почнување на изградба на улица во општина Велес помеѓу два изборни круга. Законски е можда покриено, имале програма општината дека ќе градат, меѓутоа да се разбереме, да почнеш ти да градиш улица меѓу два изборни круга, што е ако не е изборна корупција? Изборно влијание на гласачите. Значи, има такви случаи кои вработување. Време на избори, заради итни неотложни работи, замислете, тогаш му текнало и не знаеле дека ќе имат избори, на водостопанство им требале 100 и не знам колку луѓе за системите за одржување. Не знаеле дека ќе имат избори тогаш. Не можеле порано да си го распишат гласот. Значи, на вакви работи, вие како комисија треба да реагирате пожестоко. На вакви работи вие ќе покажете политичката непристрасност и ќе покажете желбата за суштинско борење со корупцијата во сите спори, да речем, во сите делови на нашето општество. Значи, големи очекувања има од вас. Добар, да речем, момент ни е ова да дискутираме за периодот кога беа изборите и прилика да се соочиме на еден начин со наши размислувања за вашата работа. Се надевам дека дел од нашите размислувања ќе бидат прифатени и обрнати од ваша страна на внимание. И најважната работа, пак ќе ја повторам, превентивната улога на Комисијата за спречување на корупцијата. Бидејќи не сте ни полиција, не сте ни обвинителство, не сте ни суд и не сте ни за тоа оформени да ги пркате нивните работи, туку превентивно да делувате во општеството, онаму каде што видите дека овде може да се роди корупција, да реагирате. Пак ќе повторам, има закони кои што ние сме ги дискутирале, меѓутоа се изгласани од разни причини, така како што се изгласани. Ако вие имате согледување да дел од тие закони дека може да се извор на утрешна корупција, без обзир во која форма, треба да реагирате. На тој начин најмногу ќе се оправдате
постојањето на самата комисија. Благодарам. Костадин Ацевски.